Наместо реформска Македонија ќе добие класично криминална тиранско-бандитска влада на СДСМ, пишува на својот Facebook профил пратеникот од ВМРО-ДПМН Драган Данев. Според него, новата владина коалиција ќе се заснова само од гол интерес, без принципи и идеја. Како БЕСА би коалицирала со СДС кога имаат став дека секој кој е под истрага на СЈО нема место во влада, а тоа што мандатарот не само што е под истрага на СЈО, тука е фатен со законски обезбедена снимка како бара мито од фирма за како градоначелник да им потпише нешто и раскажува дека и именува како и други струмички фирми исто постапиле, тоа не им пречи. Бандитска е и затоа што Дуј отворено се сомнева за сомнително надворешно финансирање на партијата БЕСА од надвор, ама не им пречи БЕСА да влезе во владата. Бандитска е и затоа што Заев стотици тендери ги доделил на најблиските роднини и мува него лази. И на странците од меѓународната заедница тоа не им пречи. Не им пречи и што има законски обезбедена снимка, како и од премиерот кога го поддржуваат, се гледа јасно како бара мито, ама кажуваат дека со него цела Македонија ќе добиела реформска влада, истата ќе гонела криминалци. Каква брука е ова за нив, за странците, срамота. И дел од аналитичарите со сличен став околу формирањето на новата влада. Универзитетскиот професор Александар Даштевски во статус на Facebook пишува дека СДСМ не треба да води политика на политички и партиски реваншизам кон ВМРО-ДПМН, бидејќи тоа би резултирало само со двоен реваншизам. Дали Заев мисли дека ќе остане се вака, дека нема да се сменат работите во политиката и дека вечно ќе владее, дека ВМРО ќе му заборави и нема да врати со дебела камата, ако оди со политички и партиски освети? Дали и оние коконите од СЈО мислат дека народот ќе ја врати силата на ВМРО и ВМРО ќе се врати на власт? Дали мислат дека за сите неправди, лаги, конструкции, политички монтиров, уништување животи и семејства ќе останат без одговор? Прашува Даштевски. Тој додава дека ова не треба да се свати дека е потребен принцип на неказнивост, но политички прогон без докази, како што пишува Даштевски, со притисок на судот, што е веќе очигледно, преку политичко партиско специјално јавно обвинителство, ќе предизвика исто такво по некоја година. Според политичкиот аналитичар Никола Србов пак, од сите поголеми партии само ВМРО-ДПМН носела независни одлуки за стратешките национални прашања, без прифаќање на надворешни диктати и затоа е пречка на надворешните сили. Србов на својот Facebook профил анализира дека ВМРО историски носела и носи самостојно одлуки и имала поддршка од народот. Може би не за се, но за клучните национални и државни прашања самостојно носи одлуки без прифаќање на надворешни диктати. Тоа е причината поради што не е омилена надвор. Тие би сакале да ги слуша за се, и за името, и за идентитетот, и за уредувањето на државата, двојазичноста, закони со кои однадвор би не раководеле според нечии други интереси. За клучните прашања ова раководство на ВМРО има суверенистички пристап, сака суверено да одлучува во дослух со народот и интересите на Македонија. Според политичкиот аналитичар, во вака мала земја, тоа многу им пречи на големите сили, но и на поголемите соседи. Би сакале да го нема ВМРО и се да е поинаку, заклучува Србов.